Драги кумановци и кумановки, здраво живо, поздрав од Кафе Бар Јард. Продолжуваме со емисију за наше Куманово. Данаска имамо еднога, надам се, супер интереснога соговорника, стар кумановец, градежен инженер, успешен човек, кој ќе ни збори за многу интересни работи од богатото минато на град Куманово, а ќе опатимо и други теме. Наш и ваш гостин данаска е Илија Ико Стошевски. Ико, здраво живо. Здраво живо. Драго ми е што ме повикасте да почне да збору за моја Куманово. Ви имате многу убави спомени од град Куманово, туј сте родени и у сваку прилику доаѓате у родни град да се потсетите на убави моменти. Па да, види, мене, ја одамна сум искочен, да речемо, измачење ми се понекој пат, мене и у Скопје ме вика Кумановец. Јас се гордеам со мојот град. Мој град е Куманово. Да. И тој увек сакам да дојде. Имам пријатели, имам роднини, тој ми е корен. Кумановци се вржани за свој град. Нема, тој ти е пупчана врц. Кажи ми како сте, добро ли сте? Фала му на Бога. Малко овај корона не вржуе, а ми неки, посебно кумановци да бидеме вржани. Да, ми сме темпераментни врни. Многу е било убаво да кажеме на почеток, ти си роден у чувену Карап Малу, една од најпрочуени мале у град Куманово, каде што започнува твои први кораци. Па види, јас сам, наша куќа беше, дедо ми Илија го е направија 904 годину, тако е некако, 904 дедо ми Илија е беа јужар и опанчару, пашчарско со каче и маја овај дуќан, беа занечија, се борија за свој живот с 3 деца, 2 керке и таткови, најмалиот. А направија куќу на сегашна, значи тачно дзет на цркву Света Тројца и наш дзет е еден дзет, например. Тој е адреса Живко Чало број 8. На тој адресу сум ја роден. Значи, тој е тај мала около мене. Ќе продолжиме, значи ме питаат ти за тој каде сум роден. Да, таму сум роден. И тој е мало, тој е едно гнездо, еден пчеларник, едни односи кои што незамисливи за сега, да тој свако дете да се знае ред. Тоа е фамилија. Тој е како еден пчеларник со тачно одредени односи. Карап Мала, зашто се вика? Затоа што била црна мала. Зашто? Затоа што се борила против злом. Турски, наречена Црна Мала или Карап Мала. Од тој е име Карап Мала? Да, тоа е име. Али ете, да кажемо, да ги спомнеме тој татко и мајка кои се биле доста се трудиле да ве изведео на прав пут. После ќе ве снаде една голема трагедија, татко ви умира на 33 години. Живот тие не е истина. Али, ево да ни го пишу кратки црте десно. Баш како е било? Па види ово кој, значи види, прво да кажемо тај мала, тој нешто чудно, некоја хемија меѓусобно почитување. Например, дедо ми куќето беше сегашниот адреса, тај не постои. Тој е на Проевски сокак, десно Славева Бербреница и десно се иде на Ќорово сокаче. Околу нас кој? Околу нас. Број 10, легенда на Куманово, мој стар кум покојни, Бог да ве прости, нека му е лесна земја по него, Киро Шпарто. Прв голман на Куманово, на КСК. Киро Шпарто. Киро Војновски Шпарто. Киро Војновски Шпарто. Ова е негов чувени дуќан негов. Тој е наш прв комшија, но он е на број 10. На број 12 е мој побратим, стар побратим Чичо Цветко и татко Мица, татко и мајка на мојega побратима Драгита Дампу. И од лево беше Ване Опанчар, па професор Георгиевски. Тој има некоја фотографија која сме се собрале благодарение на братучет ми, брата ми Тошу Бурназар, доктора, кој беше иницијатор да се соберемо си тие од детство. Таа е некоја фотографија ќе биде, но да се вратиме на оваа фотографија на мојот кум. Значи, мојот кум е толку поштовање меѓу фамилиите, да и станеме кумстви, триколено кумство. Денеска неговиот син ми е кум, неговите синови ќе ми бидат сигурно понатака. Ова е чудена фотографија
на мојega кума Киро Шпарту заедно со мојот татко Мелко Стошевски Темчо. Значи сликани, он му е ментор, значи телефункен, ова е радиоапарати, замисли тоа време радиоапарати, тоа ти е нешто како сега космички летови, не? Телефункен со оноите, а татко ми научи да ги прави, антене, да повржува и тоа е благодарение на мојот кум. Понатака, кога завршава гимназија, се интересира за физика и за ова и станува и професор по физика, татко ми. Док мајка ми е исто просветен работник, а мајка ми е просветен работник, меѓу првите просветни работници. А тоа е чувена фотографија што го пишаја мој кум од Загреб на мојага дедо Илију. Пишаја му драгом комши за успомену трети конјички пук од Загреб. Си така е чувена фотографија. Да, убаво кажа сте. Киро Шпарта е бија голем трговец со тоа време едини у Куманово, али многу бија хуман човек, помагаја. Много широк човек. Много широк човек. Например, нема тие што ги сакаја своји деца, осе и после кога кога отидева у Скопје, например, он ги пребираја кумановски деца кои njega имаше таму позади некоја него деца на студија, тој проедем низ njega. Иначе мислим, он е репер на Карапско мало на тај дел. Репер е на Куманово за разговор. Например, Киро Шпарто, а и први голман, например, за фудбал. А после е долгогодишен председател на спортско друштво Вардар. Да. Мојот кум, син му, Владо, ова е кошаркашка легенда на овој. Тоа се тие легенди што се доаѓале у Соколанско мало заедно со тие. И само уште еден податок, еве ја најде, дека Киро е донираја пари да се направи Соколано тоа време како трговец. Тоа е сигурно. Тоа е сигурно. Колку е хуман тие човек луѓе, бија. не, па тоа е иницијатор на нешто добро. Да се води рачун, хуманизам, човек, па тоа е број еден. Али еве, и кога да го спомнеме само на кратки црте, вашу мајку, она е била успешен просветен радник. Бога ми, да. Еве го оваа фотографија. Моја мајка, еве сега една од генерација на моја мајку, тоа се оваа генерација 47-48, тој се гледа некој што ги ја препознавам, да речем мој побратим Чедо Саздовски, па тај Љупчо на новинара син. Мога ли би нешто ако ти зумираш добро? Да, некој да се препознае. Нада Стошевска беше повише генерација истерала. Меѓу други, мајка ми кажуваше дека по некој случај некои германчиња беа дошле, дали Volksdeutsche деца без родители, многу ги фалеше, вика едно 10 девојчиња беа дојдени, и она ги беше учителка, многу ги фалеше дека педантни, дека воспитани, како део, они не може да знам како е. Али мајка ми, например, е просветен работник од тој први послератни учителке. Татко ми беше професор, предаваше татко ми Ковица Конјова, професор по физику, а и плюс беше и просветен инспектор. Инспектор за Куманово и околију, за школство. Пошто нема кадар, нема писменост. Еве, ова слика е интересна. Види што е интересно. Да, значи гледај. Ова е дедо ваш? Не, татко ми. Татко ви, пардон. Ова е татко ми. Значи, дедо ми има 3 деца, у тај Карапска мала има 3 деца, се бори за живот, као и ужар и опанчар. Татко ми под менторство на Киро Шпарту иде у нови движења, у нови свесе на страну на чест, гордост, македонштина. Например, патриотизам. Против оно што е зло, тоа е зло. Например, еве ти аргумент што е, например, Христијан Карпуш и татко ми, Сакар Путински и уште тројца прости кои се истерани од гимназија кога пристали се на комунистички пократ. Истерани од гимназија у 8 клас, 8 клас без право на упис. Да, така да татко ми 8 клас завршава у Брања. А истерани, а Карпуш истеран од цела Југославија. Христијан Карпуш истеран од цела Југославија. Мислим, тој... А и тоа се наши правоборци. Ова е 39 година, мислам, тоа се случува. Се баше, значи,
Ево една убава фотографија. Па да, таа е фотографија за спомени. Мора овој фотографија да Ајде. покажеш на овој. Овој е слика, татко ми го испраќа од Рајловац као пилот. Вика, поздрав на моја мајко, драго мајко. Да, како убава успомена, да. А овој ме носива на Джитепе. Значи, татко ми кога дојде, после ослободење, одма е еден од иницијатори за формирање на аероклуб. И јас сум таму, некоја фотографија Да, за мене убаво. драга, една синтеза што ги повржува животи, пресек на едно време. Еве исто. Овој ме, после тоа, овој сам ја сликан на Живко Карпов, брат ми Ванче, постар од мене, доста Ковачевски, не е сликаја на Живко Карпов. Живко Карпа е некој култ на Куманово, Живко Карпа. Живко Карпо идеш таму па се сликаш горе, вруча вода, па тоа е култ. Сак распаднато ѓубре, катастрофа. Ти памтиш го, Како е све, па ево видиш, ја од дете. да, убаво, А како и не? вруќа вода е било многу убава. Како не, па вруча вода е центар. Да. Значи, како што е Соколанска, сала Соколана, вруча вода е центар. Не може ти на вруча вода ако не направиш. Да речемо, синдикално движење, комунистичко движење, обично граѓанско живење без вручу воду не бива тој, како тој не бива. Ти кој дете бањали си вруќа вода. Како да не, барњале смо се, не, него, речемо, на 2 мај, тој се знало, тој има черге се носи, и овој, например, вручу воду, ми сме имале, знам дека како дете се сеќам ни носеше, на кола, конјски кола, ни носеше 2 балончиња кисело вода и пишуја на врата, на надворешни бележи на Равуш, и има смо стално воду, например, ако Да. беше така, да речемо, далеко е вруча вода, сега тој 3 километра. А ташто не ико дека стоиште на 2 мај, некој пешки, некој урабаџитски кола Све да тако излаз. е, све тако Да. е. А ми после кад пораснамо, значи мој карапска мама, мои другари, например, двојица ќе иде во Сабајле ќе иде, да зафати место, значи мои другари, ги спомнам, Бац, Шести, Чаче, Суре, што да ти кажу, Бојто, Јове, некога ќе прерипу, па ќе ми замери, Моме, и тој направимо да се они зафати место кај ќе дојдемо ми со девојки со жени, има место. И тој се свет, тој скара се тура, па тој е весело, тој свири Ali ovo музика. je една прекрасна фотографија, ја до сега не сам видео воко една убава, интересна. Па, Тоа е татко ви тоа е с- мој татко Темејко Стошевски, Темчо, професор по физику, наш татко, мој и на Снеже. Бил е љубител на коњи многу. Ма не, тој е широк човек, например, он беше ловџија беше, па видиш, пилотска школа, и нега смо намо. Најважното, јас сум продукт, ја и сестра ми смо продукт на една љубов во аматерски театар, татко ми глуми во Ленче Кумановче, глуми ga Бошка, а мајка ми глуми во Ленче. Во представу на Василе Љовски, Ленче Кумановче по наше, а после преведено Бегалка. И Да. значи, во таа театарска представа, па како и у живот, оно што е напишано од Василе Љовски, тако се ствара љубов, меѓу татка ми и мајка ми се ствара тај љубов. Истински се засакуе и ја и сестра ми смо продукт на тај љубов, на Бегалка или Ленче Кумановче. Чувен Ленче Кумановче, кој Ленче ден денеска Кумановче. се прераскажува и се гледа. Па да, ете таа една Да. фотографија, кој знае како е дошла и како се е сачувала. Значи тоа е тоа татко ми грем костемографија на улога за Чорбаџи Теодос. Да. Чорбаџи Теодос. Па на прву представу овој што е Василе Љовски седи во први редови, ми било тоа е било сензација за Куманово. Сензација за Куманово, тој народ гледа Ленче Кумановче.
Тој се дамари на Куманово. Да. Се дамари. И ова е од улогата на Васили Љовски, покажување на Хаджи Поповиќа, на писател Хаджи Поповиќ. Ми вика Странаја и земаја го книгу и отише на татка ми кажа подобро го одиграство. Него ли што сам го напишаја. Пазете, тоа е тој друштво, еве га татко ми доле. Ово е друштво на Живко Карпов. Живко Карпов е споменик на природа, кој што е исклучително поштован. Како да отидеш на Вручево, да не се сликаш на Живко Карпов, така да не се бие. Ако имаш апарат, куде ќе се сликаш? Ќе се сликаш покрај реку, ќе се сликаш покрај чешмата, што беше, и ќе се сликаш на Живко Карпов. Ова е татко ви дека на слика. Да, татко ми доле со друштво. Да. Еве го, тој доле е татко ми доле. Може да Може. Ама не, види што, има тоа е хаварија на критериуми. Да. Мора да се врати истински вредности. Како може да не Камен има мистично, космичко село. Сега да кажеме за Јапан, ако збориш за кино, источна религија Камен. Па како овој народ е поштуваја воду, реку, вручу воду, Бог даја, видиш како, Бог даја киселу воду, тока лековито, Карпар над њума, Живко, како да не се цени? Тоа е од Бога. Да. И наша Кумановска бања знаете ви дека има многу лековити својства за нерве, за све. Знам, јас све тоа знам. Знаеш што е интересна приказка? 54 или 54 година, некој се беше излечија од тамо, негде, од странство, од Франција беше, беа сакаја да направиш трамвај од Куманово до Вручеводу и да го направи комплекс. Сега таа идеја, у тој време, вика, не, ќе направиш пионски центар. Такво време. Не заживеа, за жал. Не. Еве ова е убава слика од Крстен и Цирков, чувена школа. Види, таа фотографија, на таа фотографија е мајка ми, ова се просветни Просветни радници. Тоа се учители заедно, колегиум, да кажеме, просветен колегиум, меѓу првите учители на овој. Учителка, меѓу други, учителка Јанка учила ме прво, моја учителка Рада Краљевска Пурка на Прекар. Мајка ми Нада пород од татка Костика, али насликава е Стошевска, добрила учителка. И то некој интересно е што некои нини, да кажеме, внуци би се подсетиле оваа фотографија, ја оставljam простор тебе. Препознале би се, Ја ти оставljam простор да некој ако сака да праша, да ти преко тебе праша. Ставиш ти контакти да добие фотографија. Ова мора да го прокоментираме, ова е... Таа е фотографија, антологиска за мене, еве да го покажеме. првата љубов и реката. Тетин ми имаше башчу, Орде Ковач. Јас сум спровеал љубов према река, љубов према природа, благодарение на тетин ми и на брат ми, Лавчи. Тоа е историја. Сила, Да. емотивна сила. Емотивна. Тоа е нека ти поеко... Чиста река, Да. чиста река, начин на уредување. Садиле са тетин ми врбе, колци, па она никне, па јаз, па загазив. Над парк тој беше јаз. Трој јаз и надоле башчите се, овие башчите се наводнува. Ручни рад, нема. Сега имамо хидросистеми. Ти си многу емотивно врзан за Пчињу. Пчиња, Пчиња е чудо. Пчиња има душу. Ретка река со душа. Свака река и свака вода има душу и живот и мора да се поштуе. Али Пчиња, неколку пута сум из Одеја, највише с мојega другара Баца Морскога. Бранислав Василевски, Морски. Бац. И ја и он да идемо. Например, каде сме? Ново село Воганце и Јабланица, над Прокопчински. Од Прокопчински дур до Улив, да кажемо, на Пчињу у Вардар. Познавам го Пчињу, знам во душу, а у горни крај, планински крај, па тоа е убавиња. Значи, ми сме на Пчињу проведувале као момци, а после
по 10 дана смо биле шатор, земемо трски, земемо зејтин тамо, од јабланицу во Ганце или од Старец купимо леп, крца, малку крца црн, како песек, али убави људи, една топлина, една душа, една природа. Значи, река Пчиња има моќ да ти изчисти душу, да те просветли, да те направи човека. Ти тој не осеќаш, само знаеш дека убаво се осеќаш. Да спиеш тамо, сабајле, гледаш вервери се трчи Лепота. над манастир. Нешто што е сила, нешто што мора да се поштуе тај природа, синтеза, човек, вода, природа, рибе. Али ово е, ево дека гледам дека весели некои ученици дигнале руке. А не, тоа се абсолвенти на ова е слика на у Белград. У Белград, ова се колеги мои на градежен факултет, одржаваше се градежнијада, а ја га представljаше факултет у шах. И многу пријатели сум сретнаја тамо шах, мои колеги после и во службу. Али шах, играеш сум шах. Тој ќе га малку разглави тоа е више друга детаљно, тема. да. Таа е друга Ево тема. ова е пред гимназија сега баш пред врата. Ова е изгорена школа. Ја памтим кога изгорее школа, кога се запали школа. Тоа беше трагедија, страшна трагедија. Сви стоешмо, не знаесмо што се случува, што ќе биде. Угасива го, кого го сева. Тоа беше некоја си година. 56 или 5... 56. Кои се дека на сликови? А ово е генерација генерација мајка ми. Генерација, па тој може да ги препознаеш ти, сви овие може да ги препознаеш. Ќе да ги покажем малку. Ево да мој побратим, покојни за жал, Чедо Саздовски цар. Ова е познат по сестру му царица, беше Ленка најуба. Па тој беше на сурета брат му. Па тој е Љупчо, презиме секој тепе. Љупчо, тој од Соколанску малу, дали беше на Трајковскога новинара син. А овие никај ќе се види, бидејќи тој се генерација 47 годину, 47-48, тие се туи, тие се препознаја. Да. Може од нима и го има тој фотографија. Ево ова е фотографија. Па да, тоа е постара фотографија на колегиум. Моја учителка Рада Краљевска, Пурка, напрекар. Те го добрила учителка, те го на Ачковска. Алико, ти имаш многу да ни кажеш доходовщина од Соколану, многу си слушај и муабети, ја и си бие актер. Ево за почеток, што знаеш ти за Соколану, што си слушаја од стари кумановци? Слушај, ја од стари кумановци сам слушаја тетка ми Викторија и тетка ми Олга училе са танцшуле, вика се, танцшуле, значи школа за шах. Има танц мајстор кој ше доаѓаја од Беч, од негде, и да ги учи газдински керки. Дедо ми Косто ја плаќаја, посебна личност е дедо ми Косто, што ќе го спомнеме и после, ако има време, нели? Значи, танц шуле дедо ми плаќаја, па вика постарата, добро е, бива го за танц, помладата Викторија, не, ајде, ќе го биде. Додај. Каков е биете танц шуле, што е тој? Танц школа. Танц шуле, танц школа. Значи, танчерска школа, куде што Керке Газдински училе се да учи валцер, Чарлстон, Фолкстрот, тие се тие, биле. И сега таа школа, например, тоа е било, во Соколану е било главно догаѓај, нема тој, Соколанот е дејство, кога се догаѓа, да речеме, роѓендан на краља или што, или било што, свите градоначалник, моја комшика, Јуле Калчево, или тоа, како се вика, на Глигориеви, на Томета Глигориевич, градоначалника, па тој се све од Лопарци, не отич, да не ги спомнувам, толку фамилија јаки, фамилија се доаѓале на бал,
на квечеринке, на музику, на валцер. Ти као млад ише ли си на игранки со По колано? како не па ми пролетемо тој. А и кога нас у Карапско мало имаше у гимназија у сало се држеше. Најчесто тамо сме ишли, што тој не е наша мала, не? Кад почнамо да пролетуваме, да кажемо, овој. И наша мала у гимназија. А не виж каде е музика. Например, кад дојде музика, формира се тај оркестар, дали се викаше Глечери, значи Шоиќ, Томе Дебел, Шуте, да, Шуте, Ќусем. Ќусем вокал и бас-гитара свиреше. Српско име. Вучиќ. Вучиќ, да, Да. точно. Тој беше тај оркестар, Коле Дебел Карине свиреше, не одговара него за командот си вози. Сеќам се на едну мелодија што го свире со како хит, ајде, више пут Шоиќ, ајде почнете го, Шоиќ соло гитара свиреше. Шоиќ е од Карапско мало. А овај, ујко му беше најак човек у Кумано, Драпачка, чувени. Да. Све чуени, он кога се искочил кој да. А викамо дали е можно овакви мишики да има? Драп чувени. Драп. Да, чувени драп. Легенда. До Трудовака тој ги Еве беше. да се надобршеме на Соколано, еве ово е унутра. Тоа е сликано у Соколано. Тоа се дел од мои другари. Тој е Бац Морски, тој е шести покојни мој другар. Шести, зашто вика шести? Он бие шести по лепоту у Кумано. Чудо. По кои критериуми Да, бил па, шест? по негови критериуми. По негови. А па доше дома на мајку, вика, мајке отварај врата, иде шести по лепоту и води девојку. Тој ти е Карапска мала. Не се знае кој што ќе изапне. Кој се дека други на слику? Овој сум ја, тој овдека е Баси, овдека е Моце Кукуњавка. Ова е Гулјинос. Гулјинос. Помлад е од нас. Моце Кукуњавка. Јас сум бил посебно врзан со семејството Кукуњавски, например со Чичо Русе, негов татко и тетка Зана. И тој као мајка татко. Особено врзан со неговиот брат и неговата фамилија Борис, академски сликар Борис Кукуњавец, Борис Кукуњавски, академски сликар, за жал починат. Многу блиски, многу и семејно блиски. Сега да кажем шести, куде ја работае? Шести беше у Лимарско работеше, па после се Па у Искру. Он е Лимар и бревар. Баси е древар, Моце Кукуњавка, водовозија и бревар. Детето не знам овој малиот што заврши. Знам дека бидна некој офицер негде куде се изгуби Гулјинас, од семејство Гулјинци. Ево ова е малку фраерска слика, така да каже на Кумановски. Овој ова е чудно нешто. Ова е сликано у хотел Кристал. Тој пројде еден, дали око, не кој беше, тој некој сакате да сликам, баш убаво сте се наместиле. Сликај. Овој ми е другар ми Бојто, од Соколанско мало. Борче Бојто. Значи он седи вама по калдрму, не знам дали има калдрма. Од куде што седимо лево, куде дивац што седи, на куде бунар што е. На куде бунарче, На куде бунар, кај ти кажу по наши, кај ти текне. Како да ти објаснам? Туј седи мој другар исто Пајко, наш другар исто, и Бојко, тоа е Бојто. Не му слику како да се у некој исчекување, чекате нешто да се Не, деси, бе, или тако е релаксирани, баш опуштено. смо релаксирани, убави, тако седим, убави, ај удри, тако, што чекамо? Чекамо да падне, беше тоа неделја, чекамо да се стомни, да дојдат други другари на у Башчу, у Кристал у Башчу да седи, што беше задоволство, имаше музика од свегде, например музика од Нови Сад доаѓаше, музика, народна музика. А добро, понеделник имаше у Кристал, Баки доаѓаше, па тоа имаше Срце до колена. Значи, Кршење и срце се. Дигнеш ноге да не ти летне некоја срце. Што се пио највише у Кристалику? Што викал? Што се пио највише? Едни викаат дека ракија, други викаат вино, трети викаат пиво. Добре, тој кој што Кој како се сака, да. Кој што сака, меѓутоа има импресивен директор. Директорот Ерменец. Тоа чудно нешто и беше борец и ово беше на људина Ерменец. Ерменец беше директор на целу Бисерку.
Треба ред, режим. И друго, ако те види да седиш, века, што седиш ти тамо? Умало ќе видиш. А јутре да дојдеш кај канцеларија каде мене, а да работиш, не да седиш да легаш. Си ги запосли, Ерменас. Душко Ерменас. Ова е исто Душко Ерменас. слика. Па таа е исто Ево, поширок Соколано. састав. Само да ги покажемо и да ги спомнемо. Чекај сега. Ово е Пал. Пал га вика, со на прекар. Пал, покојни. Ето е и ове. Ќе ја спомну татка му. А ово е моме Гат. Моме Тасевски. Гат на прекар. Еве га Бојто. Чекај кој е? Еве га Шести. Тоа е друштво. Во Соколано, А така ли? позади, да, позади се гледа горе бина, не гледај. Да, али сви одела. Заврти се. Заврти се, гледај. Знам. Е горе. Горе ти е Шоич и тие. Горе е оркестар. Али сви одела и почекате да почне да беше играњето. интересна личност имаше у Соколану. Бие Соколанска мала интересна као да е појава. Као начин на живење и комуникација, исто како и моја карапска мала. Таму имаше еден мацон. Па мацон нешто снима, некоја камера, прва камера, па нешто снима во игранку. Чувени мацон, да. Мацон, тоа е. Добро, човек е бија таков. Добро, Како- сега како не, ама тоа е, личност, да. види што да те кажам. Што би бија живот ако све се роботи и совршени људи? А и у дефектима убавина. Се тие остануе како филиграни, како накит на еден град. Памтиш го по тој, па он памтиш тој. Нема и у несовршенство и у дефект има убавина. А пошто Не га се памти ико детство, еве, што сте највише, ја слушам од овие стари, вика, еле смо, вика, многу малку, скромно, не имало изволјевање, војки Немаше- еду, војки еду. Види што беше, бази, беше многу скромност. Додека престана. Например, мајка ми кажува дека чекала е ред да добиеш поред. На ред, може да ти подпише, дека имаш приоритет, дека дете имаш, деца, за да купиш поред. Сиромаштија, земја во изградња. Во тај земја издигна се, да кажемо, Куманови на еден голем индустријски центар. Јас се сеќам како дете, чекамо ga Титу и ованку да пројде беше една вручина, ми така чекамо ga горе пред болницу да заврти десно. Требаше Тито да го отвори шавни цеви и се сеќам, не, да иде у посету, да го отвори и да го подарив на Јованку, а тој се сеќа вие други, прву машину за прање, бубањ тип, с вертикално осовину. Ова е, сигурен сам дека требало би да чува. И они му подарива, Билјана се викаше машината. Прва машина е направена у Куманово за прање. Тоа е истина. А после тој земеница и калапи, и овој, и цртеж, све, и тој отиде за Словенија. Дека заклучиме овој дел за разговор, еве, и ден денеска Соколана постои. Соколана според тебе, ти како што кажуваше, фундамент на развој на Куманово. Спорт. Спорт и култура. Да, нема. Тој е репер. Не може Соколана, па сај Соколана, што е Соколана? Соколана значи место каде што тренирав соколи. Соколи се биле полувоена, да кажемо, кралевско друштво, одбор на млади, здрави спортисти. Носиле се едно перо, тој мој кум Киро Шпарто е бија сокол. Не може свакој сокол да биде. И тој време е било привилегија да биде Сокол. Може да биде чавка сокол. Мора да си, разбираш? Така е. Извини. Тоа е поента. Не. Сега, би се кај да те прашам, и ти имаш многу убави и суптилни работи што си слушае, може да се осетија за чувену кафану Златно Буренце. Златно Буренце на Шајку. Шајче, па слушай, ми кад пролетемо тој по кафаните идемо, Шајка Перо. Перо Шајче, тржеше го кафану на чоше, тој беше бирцус, ама имаше душу. Тамо, като легнеш ноќе 10-11 ноќе, тој не се гледа, треба да расчистиш дим за да видиш човека. Али скара, добра, чисто, луѓе весели, музика нема, како дојде пред врата, ке не може да трпи народ, а и надвор па чека. Перо Шајка, чувена кафана Златно Буренце.
Познаваја ли си njega лично? Да, како не. А он беше другар со својка ми Перу Костику, другари по карте. Он игра, сака со И каков човек е според тебе остави утсек? Аме не, Кержа Шајка. Тој е градски човек, па позната фамилија. Чуена Абе, фамилија. како не е чувено, па брат му е Ангел Шајче, како. А имаше едну анекдота, го ставаш да го кажеш со Ка мене- спокојнега Оцепека. Па да, кажувава за Осепек е со интересна фамилија. А они беа, татко ги беше прецизен механичар и добар електричар, механичар, татко фин, супер. А овој па беше уметник изванреден. Братот, тај што е моја генерација, он работеше нешто у театар, не знам. Тај некако не се уклопи на татка, овој очи на дуќан, овој бега од дуќан. А овој беше загревашки ѓак, овој беше чудо нешто. Тај лично се чуда. Дојден овој фантастичен уметник. Јас знам една случка кога дојде една господја, тој цел Куманово збореше, една прелепа господја од Загреб да га тражи. И он вика, како си дошла на железничко, узми карту, врати се на права со Загреб. Он го исекија, не знам зашто. А она е на лепотица. А што знам, уметник, чудна душа. Он још така имаше контракт, кажи ги на полицајци нешто наопако, изедеќу тек фрлив ga u amam, tamo u banju kude što беше, frlio ga u đuri, izmlatio ga. Ne беше čovjek, nego kaže slobodno, беше umetnik slobodno. On kaže jednu anegdotu дека Земаја, ајде добро, попија добро, kao svi umetnici, on se kaja, Земаја juže u šaјću kafanu da se obesi. Kao ke se besi nešto i uvijek se obesi, vadi juže, vikaj policiju, vikaj milicajca, ke vika. Ovo dovalja medicinar, vika, što praviš drugar ti tu, evo vika, ti se kažeš da se besiš? Ne budalo, tebe da obesim. I to im se pričaše niskумано, kako ne беше специфичен човек, е добар уметник, а дали е жив, не знам. Ali еве, многу имате убави сеќавања и за нашу чувenu кумановску брану у Глажњу, што можете да ни кажете? Нема, таа е сериозна тема. Тај тема, од овие теми многу одскачи ако се завртиш. Ти као водител на емисија на тој тему. Може еве да ни кажеш, пошто го ико памти брану? Таа е сериозна тема. Тоа е нема шала, тоа е живот. Вода е живот, нема игра. Па види, ја за прв пат тетин ми Ристо судија, председател на суд, Ристо Андоновски судија, земане с джип мене и брата ми, земане с джип, а он беше земане и однесење, Липково почна да се гради. Значи, Липково почна да се гради. Значи, тоа е некоја година, 55-та, имаше бригадири, имаше луѓе, имаше вриеше. А темелната јама се копаше на Липково. Замисли, так сам бија. Так сам бија како дете. А тетин ми беше доста строг, вика му, ајде ти, Благоја, земи овој канту воду, донеси на бригадири воду да пиев, да се знае дека нешто сте. Ти помало кантич. Донеси, ја 8 години, 9. Да донесете нешто дека сте работале, ви денес воен у Липково, на браната, тоа беше тој ме, ама тоа остане, деца остане у спомен, знаеш, страшен спомен. А за Глажњу ќе ти кажа. Уко ми Перо Костика работеше у водостопанство. Директор ги беше Методија Бирбаш, чувен и легенда. Нема, свеќе како вода, нема, не може, не може. Бирбаш, нема, не може. И тоа мора да биде ден и ноќе. Он учизме тамо на терен. Такав директор. Функционира, не функционира. Која ќе биде од министри? Да. Он и нешто ми некој министр нешто му кажува. Нешто наопако и му каже, такви како тебе сам протераја и още ќе ги протера. Гајле нема Кумановиќ. Гајле нема. Значи, ако немам пари, вика, само ќе ги пуштам мои воденици, а негови воденици се 2 проточни хидроелектрани.
две проточни хидроелектрани кои што се изградени у систем да се користи енергија укупно збир негде 5 мегавати. Хидроелектрана Глажња поврзана со хидроелектрана Липково, проточни хидроелектрани, купно 5 мегавати, за жал тие се сега потполно уништени. Катастрофа. Сега за Глажња, да ти кажам. Ја и брат ми Драган Костика, земамо точак и кидемо по рибе. Он постар од мене 4 години. Идемо на еден точак. С еден точак идемо у Камена река, тој е една од реке што го пуни Глажња, од кој се Камена река, Думановска река и Гошинка. Тој се реке кои што го пуни акумулацију Глажња. Така е. Да. Тоа е прекрасен еден предел, така беше. И чудо нешто, идемо да оставимо точак у село Глажња кое што е потопено. Значи, еден домаќин вика, дојдите, оставите го, тој ќе биде сигурно. Син му не знаеше добро македонски, да речемо, ич, него вика, татко му вика, он знае француски. А ја учеше француски, ја, кој разберам? Француски, дете збори, значи, не види. У тој дивину викам, паметни деца, вода и тие каскаде, тие слапови, тие Камена река, тоа е на природно убавина, риба, чиста, прекрасна. Kad se vratimo nazad, možda veruješ дека тоа е убавина. Сак имам ја пријатели горе. И колега што ми е бија Фадил, например, десна рука. Фадил, и сега е оператор на брана, се уште управуе со хидросистемот. Значи, Фадил му, док сам жив, Фадил има да ме однесеш на Камено реку. Кад кажеш, идемо. Сакам да виду тие предели што се Камена река, тоа е една убавина. Езерото, зашто да не се тоа користи? Како да не се користи тоа? Тај вода и тај убавина, како да не се користи? Еве га, на 15 километра од Кумано. Ама добро. Која година се пушти брана? А ја место беше 72, например. Па тоа е еден затворен систем, не, мал капацитет е Липково. Липково ти е, да речемо, 1,5 милиона. Липково е джезве на Кумановски кажем. Глажња е главниот акваториум. Главниот акваториум. Град се дигна. На потребе лошо испроектирано, лошо планирано. Значи град бидна 100 милиона и па сега Глажња има 24 милиона. 24 милиона метра кубни абсорбира воду. Глажња е клучен ресурс вода. Првенствено за водоснабдување на Куманово и Липково. Куманово, Липково и попатно, навака. И прва точка, да кажеме, водоснабдување, втора точка за стоку, за наводнување, и тоа тај 72 или 74 година уведен капка по капка. Како е уведено? Па чуди се една делегација израелска биш да ни пропагира. Работеше у кариеру, сам работае као у Министерство за земјоделие, сектор за управа за водостопанство. Сам бија водостопански инспектор, раководител, државен инспектор за води и за брани. Тоа ми беше речено. Викам и тај израелец дека има капка по капка, треба да се штеди. Ја му кажувам дека 74 година у Липково е у хидросистем Кумановско-Липковско поле секако да се назе, мора сме капку по капку да се користи вода. Како не могуќе, како могуќе, како не. Значи тоа е како се поштуе вода. Сега вода се поштуе, не знам дали има земјоделци, беше тутун, чувен тутун. Еден од најбољи, да. Ба да, сега дали има тутунари, тоа е прашање. Али град бидна 100 милиона, за 100.000, тоа е лапсус. А 100.000 нема сериозна работа. Значи, сериозна работа и за градоначалникот на Липково и на Кумано. А ти викаш... Вода е живот. Да. Вода е живот. Вода и река. Тоа мора да се поштуе. Па знаете колку малку луѓе у свет има привилегија да пушти чешму у собу и да му тече вода
и вода од Каменну реку и од Умавску реку да пие првокласну воду дома по чешму. Па тој колку луѓе, ај кажи, колку луѓе се страдни за чисту воду, колку луѓе страдав од тифус, дизентерију, колку луѓе добива кожни заболувања. А ми дома ни доваѓа вода. Како се односиме ми према нив? Катастрофа. Они вика дека за 5 до 10 години вода ќе биде поскупа и повредна и од злато. Он е сак, само ми не гледамо. Не, да не речемо сак тоа да ќе биде злато, нема да биде злато. Например, ако сакаш ти бензин да земеш, иди ке купиш бензин. У Арабија да идеш, една чаша вода, тоа е гостопримство. Земи едну чаша вода, ајде земи 1 литар бензин па пи. Не го бива. Ние овде во Македонија треба да се гордееме што имамо толку многу убави извори и вода. Па тоа е невидена работа, види, толку природни ресурси, човече, Бог дае. Македонија е преуба, многу води, многу чисти води, реке, чисти вода Бог дае. Да ни некој поставија прашање, извини се кој ти. Ако. Не ти дам да ме прашаш. Може. Гледај да ти кажу. Да биле македонци пред стварање на овој Македонија, на Бога, да му рече Боже, сакаме да ни направиш едну Македонија оваку, не би знаеле да го пише волко убаво како што го е Господ создае. Преоба е Македонија. Преоба. Немаш ти ресурс. Втор најголем ресурс у Европу с вода за пиење, Охридско езеро, чиста вода, с мало прочистување да пие луѓе, па тоа е капитал. Не треба Саудија Арабија, ете, Охридско езеро, Преспанско езеро. Да, еве да се надовршиме у контекст на овој разговор. Ви сте биле многу активни у Дојранско езеро. Ќе ни објасните зашто се работи, ми ќе покажеме овдека и фотографија. Дојранско езеро е доста интересна приказна. Не, тоа е епопеја. Тоа е епопеја. А извини малку за... Беше прашање. Кад учимо школу, Македонија има 3 езера природни. Охридско, Преспанско и Дојранско. Дојде време од надворешни промени, климатски промени и од човечки фактор, аљкавост и злочин, да ga ми изгубимо едно езеро и да немамо 3 езера. Дојранско езеро беше пред еколошку катастрофу. Тој не го зборува ја, него тој го збори 2 енглески студии кои што рекнава, ако овој годину не му помогнете, до годину не ќе треба затоа што ќе доживее амоњачки шок и цел жив свет од планктони до рибе ќе изумре. Значи, еве да за гледачи да биде тоа е поедноставно објаснето. Видите од 87 до 2001 годину суша голема. Страшно голема суша. На тој територију 634 милиметра за годину падне, а треба 1200. Испарување е негде околу 30-35 милиона метра кубни, големо испарување. Длабочина на езерото е просечна 10 до 12, 10 максимално, 8 до 10 метра, значи плитко езеро, што помалку вода, повише слнце, повише испарување, и плюс нашиот јужен сосед, а едно 270 пумпе, кој од подземјето прскав, спомпуев го воду, и во еден критичен момент још ще врши притисок да ги дадемо још едно 5 милиона, да место ми ги дадемо 5 тони, исцрпив од такој штур акваториум, исцрпив јоште 10, по мои сознанија, и онда добиваме еколошку катастрофу. Што тој значи? Значи, ако нормално ниво на Дојранското езеро што се мери е 250 милиона метра кубни, оно падна на 50 милиона метра кубни. Сак можеш да замислиш ти што значи тој. Од 250 милиона падна. Жив свет, школјке, све изумрело. Све изумрело. И онда беше
да се нападне. Влада на тогашниот премиер Љупчо Георгиевски заедно со 4-5 министерства добива видела ги аргументи. Иначе првите почетни истражни работи ги водеше Градски институт под водство на сега покојни инженер. За време на проектот умре од срцево-удар од напон Дража Теодосиевски Драголюб, звани Мештре. Он беше експерт за бунарски построенија, за бунари, пумпи и таква работа. Значи, министерот Џабирски, кој во тој време водеше екологијата, ја вика најхитно да иде истражни работи да се види што се дешава таму. Меѓу време, паралелно, открива се вода у ѓавото, наоѓа се едно решение кое што многу е критикувано, но ако земеш ти управо време да му дадеш илјач на предумирање, тој нема, све е оправдано, например, ако му дадеш предумирање. Дојранско езеро беше предумирање навистина. Еколошка катастрофа, па видите аргумент, од 250 милиона метра кубни дојде на 50 милиона метра кубни. Па скоро, па со... Да не ти објаснуju коте, нема да замарам. Е страшно, све е умрено, човече. Но, значи, што беше? Тај епопеја на македонскиот Нејмар. Македонски Нејмар рипна за 100 дена. За 100 дена од старт. 100 дена од старт. Као тоа е Сталинград, да кажемо. Од старт направен еден систем од 20 километра со 10 бунарски пумпи со 5 трафостаници за напајање, електрична енергија, дужина на цевко 20 километра. Цевке можеш да видиш, цевка 913 милиметра, производство ФЗЦ Куманово. Тој са херои, без Куманово не бива тој, не? Не бива. Не, ама ФЗЦ са херои. Сви други, не. За да видите, имаше гранит, Мауро, Пелагонија и бетон, има делница, свако имаше по 5 км ориентиција. Но главен терет беше цевкот и монтажа на цевкот. А тој Кумановци, нели? И тој паре не помага одека срце. Не сум избориле, обични људи. Кумановци, бравари, тој ќе ги видите, ни слike ги има. Шефе, бе, не се секире, ќе га направимо, ќе си га таа сега битна. Ќе га спасимо езеро. Еве го да го покажемо. А ово е сега сум ја направија у погон, за време на производство на цевке 12 метра дугашки, 913 мм профил, негде около 300 кила метар дужин. Замислиш ти тоа е? Па тоа е, 20 километра. Знаеш колко е тоа? Земји па прерачуне да видиш. Да. А без Кумановци и ФЗЦ. Значи, еве го. Авторот на тие. Ево да ги спомнеме овие луѓе. Еве. Па, како не тај другата. Тај нешто. Добре и тај, од тај контекст. Чекај. Да. Ово е мој колега и драг пријател Војче. Војче беше у тоа време главен инженер на цевковот Доренско езеро, спас на Доренско езеро. Еколошки проект кој што за 100 дена е спроведено 20 километра. За 100 дена селски водовод не може да се направи, а не овој с компјутери, с трафостаници, Значи, Војче после бидна, мора да ги спомнам, КН, Миле, па се и комерцијалниот Перо Рак, тој се легенде. И за време на проектот почина член на управен одбор Да не, Миле. Протич. Не, Протич. Протич почина за време проектот. Началник бивши. Да, бивши началник, почина за време проектот. Иначе КН, не може тоа без нима, не може, но оние на терен што беа луѓе, на терен да ги видиш тие какво срце чудо. Ево видите што значи монтажа.
монтажа на овие, со помош на овие шведски дизелици, како кобасице, замислите ова што е. Не, дојде појашање од Бугарија. Не може со команоци сами да монтира. Има в срце, има све, ама не може, треба механизација. А овај дизелица, овој тип дизелица 106 тона има носиост, него 3 кога ги спариш, овој како кобасица го постави. Завари го постави. Значи брзо иде технолошки, а тој без кумановци, јок, не бива. Ali ете на некој начин Доранско езеро... Чекај, има, не, сакам да ги видиш кои се тие херои. А не, тоа е друга екологија, чистење на Кумановско реку, тоа е друга тема. Не, ти отвори значајну тему Доранско езеро, треба да го довршим. Да. Овие се тројица носители на проектот. Ако можеш ти, Да, еве ги овој што? Па да. Не, тие се носители. Еве ги носители на проект. Овие тројица инженери, Кои се веќе? истегли. Овие тројица инженери се Целе Ристевски, Власко Начевски и моја маленкост Илија Стошевски. У Доран сликани до општину, односно до овија издржава Фонзиво да го спроведе Фонзиво за 100 дена да се доведе. Ме вика со, па дали ви се исплати овој, една шпанска делегација, ја беше да ги воду, па вие ка компјутерски системи се дали ви се исплати. Како бе дали ви се? Гледај овој убавина да останемо без. И еве ги херои, Кумановски од ФЗЦ. Кумановски. Тоа се херои, Кои се работале? Тоа се херои. Ти имаше еден жуќо, па мој комшија Неđо, па куп инженери, па без поддршка у Куманово, не може еден куп инженери да не ти ги набрајам, например. Тој е Нина. Еве го овој преливен Базен Богданци. Види у какви услови тој. Тој не може да го изодиш пешки, а не да протнеш цевку горе. Па тоа е толку импресивно, знаеш колку импресивно. Тој проект. Па еве погледај, ова е импресивна фотографија, гледај. Да. Јуже да протињаш, како таа фотографија. Јуже да протињаш, не можеш да ga протнеш на овој. Гледај какво брдо. Да го спротнеш. Овој ФЗЦ беше главен носител, наравно со сите градители, не може ни еден помалци ни повеќе. Водилката не беше паре, водилка беше да се спасимо езерото. Побуди се македонскиот нејмар за 100 дена се направи. Јас сам горд што сам дае едно парче допринос тамо. Не знам у кој фаза е, што е, како е. Но, сега акваториум е пун, гости пуно. Да. Обава, дотерана, све убаво. Значи, врати се регион. Мора да се знае што е ФЗЦ. Мора да се знае. Без Кумановци овој немаше да биде. Алико, еве, вижте како граѓани си биле многу активни и у Куманово, у чистење на реку. Еве, овај слика, тој ga потврдуе. Видите, да се вратимо на онај слика на мојага тетина Ордета. Ковачево е, брата ми Ванчета и ја како малецак, тај што ме побуди у Башчо. Да го слику, да го најдемо тој слику, да го... Ово е друга слика. Ова е импресивна фотографија, што коде мене стреперува га срце. Буди многу емоција. Страшно нешто. Да. Од нима сам засакаја реку и вод. И ја, како дете, не може сливе да падне во бразу, па сливе мора да се собере. Ало, брат ми Ванче ми е бија ментор. Бидејќи ја останав сирак млад, малецак, брат ми Ванче ми беше као ми беше ментори. Све с njega, значи, он мене научија да не се плашува змија, да фаќам овој, ништо, да не се плашиш овде. Живо се рибе, реке, трска. Тетин ми, отидем кој тетина ми, тетин многу ме сакаше. Беше така широк човек. Тетин Орде Ковачевски. Да. Ете, още го презборимо. Тај река беше чиста, имаше рак. И кад дојде ситуација, да кажемо,
интерес, ево кој, 2006 година беа избори. 2006 беа избори, на 6 септември дојде нов министар, наименуван министар. Такој, нели, такој, има избори, нови министри иде, такој си е нормално, не? Дојде министар Рацо Спасеновски и даде задачу викнане. Одлука е донесена да се чисти реке, ѓубриште да се оноди, да се спашава превентивно делување во функција превенција заштита на луѓе материјални добра. Тој беше реченица. А ви смислите каде ќе почнеме одма? А тоа е запустено, пази, запустено 20 години, никој ништо не припнало тоа ништо. А природа знае да врати. Природа ќе врати. Сами ќе не отруи ако не биде може. Она ќе ни врати. И ја предложи Скопско поле, беа канали на мелиоративниот систем за канали за одводнување, види 6600 хектари е хидросистемот, неисчистено, одено, много куќе, много народ, много људи, много површини земјоделски, а тоа неисчистено. Водостопански предпријатија у транзиција, некој одговорност, никаква можност за одговорност нема. И ја ga предложи Скопско поле и Куманово, Кумановска река, од Средорек надоле да се чисти. И спомна една реченица, ти дека си Кумановец даваш приоритет. Ове што, Кумановец е инспектор? Да, ја не работам како инспектор. Да, Кумановец. Па за тоа ти навијаш. И тогаш пак падната реченица, министре, пошто сте оперативец, ја поканувам јутре да отидемо, брзо ќе отидемо, да видите, тој што ќе видите, ќе бидете чудо. И он за чудо ја беше изненаден. Он прифати, бемо и у Таор, у Скопско поле, каде што е препумпна станица. После тоа отидемо за Куманово, дојде у Куманово, чудо. Министар у Куманово, оперативно. Од дека ја навручува до тој проевце, со снегов Мерцедес. Кад искочимо, кад погледна, па дали е можно волко ѓубре? Дали е возможно волко ѓубре да се нафрља? Дали е возможно? Прекрасна тај река. И онда донесе се тај одлука, Куманово да биде приоритет. И онда тој се донесе одлука на влада, донесе се од паре, буџет, министерство, људи, механизација, нафта, паре и рипна координативно тело на министерството, наравно со поддршка. Например, не може ја да забравим Чедо Дилиндарец, Чедо, да, Чедо... Да не е Чедо Простор? Фирма? Не Чедо, брат му. Сашо бие. Сашо беше, извини, лапсус. Сашо беше оперативец, работеше у водостопанство. У водостопанство, главен инженер. И Горан Цук, Горан Кризи ga вика во Куманово. Не знам како Центар за управување со кризи. Горан Стојковски центар за управување со кризи. Така е. И од дирекција од дирекција за заштита и спасување формира се еден тим, локален тим, значи имаш координативно тело на владу од министерството, тоа сме ми координатори кои што спроведуваме акции и тоа овие локално ни ги изгураваа. И тоа чудо нешто беше. Например, веќе некаде околу 20 или 25 премиер беа заинтересиран. Чуе позитивно нешто се дешава. Се дешава се позитивно. Вика, ја ќе одам да видам. Ја викам, свршно ме ѓубриште ли премиер ќе иде? Не, ќе иде. Веројатно сега, тоа има зашто дошло и како. Па викам, ајде, однеси ги Сашо, горе однеси ги машине доле испод Кубу. И тоа се тие фотографија испод Кубу, дојде премиерот тогашен Груевски, со се екипу дојде, гледав, што е чудо, ово е невидено. Погледни, од тој ѓубриште, па тоа Колку ѓубри имало? Многу. Абе, што ти кажу? На Кумановски се вика многу, али ти
Еве што е продукт, например, индустриализацијата и немарност за реката, неводење рачун. Па чекај, река не е наша. Река е на идните поколенија. Ми смо го од njima земале, позаемиле од нашите внуци. Треба да ги го предадемо подобра состојба него ли што сме го земале. Значи, чисто, да има рибе, да има рак. Да биде уредена, да може да се шеташ покрај реку, да има чист воздух, не да смрди. Алико, мора те прашам. Тај река се загадува Кумановка децении и деценија. И у тој време, и у поново време, никој, како да кажу, не е преземаја оштри мерки према тие што ga прави тој лошо на реку. За жал, цената на индустриализација, па видите, да ви кажам, Темза беше црна. Црна беше. Од улје, шпорети, А у Кумановка имало автомобили, и шкембиња, и коже, све. Абе, што видиш тоа. Што тражиш у реку ке најдеш? Што да ти кажам? Така е. Тоа е, мислим, тоа е истина. Него, независно, особено загадуваш беше кожара. Кожара е со нај систем на штавење на коже, па тој црно надоле тече. И сега Куманово се поправи у смисол, успеа претходниот началник да издействува, да кажеме, да се направи колектор. Пази, Куманово е било 16.500, ја памтим, 18.000 жители. Сега Куманово има 100.000 жители. Пречистителна станица. Обавезно. Чекај, не ми е јасно како може некој. Ами, ој не е наше, тоа е на нашите нашите поколенија што идат зад нас, и ми морамо тој ригорозно да го бранимо, безмилосно да го бранимо. Тој што фрљаш, федери, кревети, тој ми кажува доле, тој се И ден фати. денеска се прави тој, да. Ама не, тој може да се фати. Значи, ден и ноќе треба ригорозна контрола. Кој се фати, тој е злочинец. Тој удара на нашите поколенија. Не директно на нас, удара и на поколенија. Значи, На некој начин Сега- и чиста река придонаса да биде и град убав. ама чекај, река е жив створ. Река и вода има душу. Мора да поштуеш душу, ако не ќе ти врати. Така е. Ќе ти врати, природа ќе ти врати. Заре ми да чекамо да ни се врати природа, да не удри по главу со зараза. Не. Слушам дека новиот градоначалник за пофалбу сака да направи проекат и дел почнаа тој куде средорек. Веројатно оскузни средства, али треба здраво да рипне. Види, да имаш ти две реке да тече, историски да се град формира, да имаш водоснабдителен систем, недостатува систем на интегрално управување, ја ви кажа, интегрално управување на хидросистем, Ливково, Глажња и Куманово, и водоснабдување, и колектори, тоа е интегрално управување. Не може, мора, не ти си надлежен, ово е надлежност. Ово е надлежност и бегање по закони, не е моја надлежност, не е твоја надлежност. Нема. Кога се прешење екологија, вода, ригорозно, безмилосно, нема. Вода е живот. Без воду нема живот. Да те прашам Тој чисто тако е. како дугогодишен инженер, градежен и работаја се многу проекти. Има ли кај нас доволно еколошка свест или треба још да се работи на тоа? Много тешко. Казна е последњо. Значи, последњо, кога ќе го фатиш да фрли, треба да го казниш. Да, не да го затвараш у затвор. Ема да му дадеш број, да му дадеш униформу и месец или два или три покрај реку да чисти хеса. Ако не ќе да чисти, у затвор. Кратко, едноставно, ригорозно. И нема тој. У суботу и ноќе ќе чекам камион, кога ќе ги изфрлиш, овој да кажем приколицу да ти сфрлиш у реку, така ќе те фато. И сасве приколицу, у полицију, инспектори, соодветни, нема кинање униформу, фаќање и затоа што ти нисиш унуци. Разбираш? Нищиш генерација. Ташно, да. Да. Ако тај река имаше рак, тоа збори чистота прва. Како може да се толку загади? Како може? Ја за Темзу почнаа тој да ти кажам. Беше црна, меѓутоа, она е скуп, она река е, енглешка е богата. Решива да го изчисти. Изчистива го од корен, лосос дојде
у Темзу. Ама ми смо сиромаси. Така е. Ми треба да спречимо да се загадуе, зашто пари нема да го изчистиме. Значи, предлог мој до новиот градоначалник да го регулира реку, да биде шеталиште, никој да не го заградуе реку, нема право, него да биде тоа шеталиште, да биде џогинг, да се трчи покрај реку, рибари да се фаќа, како што е било, да биде истинска вредност. Не треба многу да се филозофира. И не само да се чисти, треба и крајбрежна вегетација да се засади, јавори, да има ладовина и гнезда, врапци, кои да се прави гнезда. Значи, мора да водимо рачун за екологија. Ali isto je u njegov mandat on puno puti se rekao iščisti posle određeno vrijeme pa se Па hrlja. недостатъчно е контрола, ја викам. Да. Фати ga, дај му униформу, Sve se тури ide, му број. sve se ide na sve, samo nema не, sve. не види. Тој што е злочинец, с njega нема расправија. Нема расправија, нема казна, хоќе ти казна, он ке вика невработен сиромашен. Не, оди мамо ке чистиш. И уште пута ако ти се деси таку затвор, ке идеш. Е тој. А ако фирму фрли, наплати дебело и затвори му го фирму. Ама не бе, види како се брани. Па морамо да ga бранимо. Бранење на Кумановску, Липковску реку, на Липковку, Кумановку и Конјарку, тоа е бранење на живот. Како се брани живот? Ти не можеш да века не ме утепои. Не може да ме отруеш. Не тако е. Ригорозно, кога ќе ga фатиш има да свири здраво. Tako je. Тоа е моја мисла. Ali i koje da se polaka prebacujemo mi na ono što je Нешто се ја не ти дам да прашаш некако или теме сам, овој сам на Пошто е- сериозни теме. сега ovdjeka, ti si izvanredan šahista. Tvorac si na mnogo generacije u Kumanovo šahisti koji su bili posle uspešni na našeg olimpica, ali ti imaš ovdjeka jedan izvanredan projekat za razvoj na šahodba opština Kumanovo. Evo, kamera će mi ga pokaže. Prvo da dademo definiciju što je šah za svakoga mladog čoveka. Знаеш што, ова тема е порелаксирана, не е толку... По-опуштена, е така. Не е толку ригорозна. Ако се ја ужесним се кога ќе падне река загадување на реке, водоснабдување, тој сам жесток, нема милост да се шарено да го правиш. Тој тако мора. Но оваа тема е моја љубов. Ја лично мислим дека човек без хоби не е човек. Празан е, празан. Нешто недостатъчно. Човек мора да има хоби. Хоби подразбира свакаков тип хоби. Значи, види, моето хоби покрај риболов, да кажемо, моето хоби е шах. Како сум го научија шах од 7 годину, научи ме шах да играм, да ги редо фигуре. Никола Спиридоновски беше јавни обвиница судија, ако се чуе. Kumanovo. Да. Сестре му негови постари играсува како женски табле, младинки, на ој. И он ме научи да играм шах, меѓутоа после тоа, например, онај мирис на онај опојка, значи оние залюбленици на шаховска игра или влюбеници Божица Кајза, како се вика на шаховски. Тоа е едно мало клубче на куќа доле у дуќан на значи Дилидарци. Доле на Народна револуција, нели Карчи изгорена школа. Ти кој е Карчи изгорена школа. Значи видите, и сак види, тие трговци инвентивни мислиле за град. Собира се од Карши на тој, имаше мало, не знам, а после ја знам другу сладкарницу имаше, се вика Корзо, и некоја си година 33-ќа собира се на чело Стојан Слога, чувени Стојан Слога, еден тих кондурџија, Стојан Ивановски Слога, еден тих, мирен домаќин, бунтовен и креатор,
Например, он е прв председател на фудбалски клуб Куманово. Пази. И прв председател на шаховски клуб Куманово. Шаховски клуб по алманах по запис е најстар клуб у Вардарску баровину. Такој сега, такој не крстиле така. Да. Значи, најстар по алманах клуб формиран 33 години. Формиран како здружение. На иницијатива на 5-6 души, а тоа е опишано у книгата на мојот брат Тодор Бурназовски, Моја улица Октомвриска револуција, првиот шаховски клуб у Македонија. И седи во сладкарницу и договара се да направи клуб. Кој се договара? Само да објаснимо дека Стојан Ивановски Слога. Он ги ударија темели на развој на шах у Куманово. Слога. Апсолутно, еве, Слога. Да. Стојан, не само Слога, него Киро Алексовски Европа, Бранко Ивановски Бојаджија, на татко на Марка Ивановски, долгогодичен најуспешен шахист на Македонија. Тој време. Така е. После тоа време се раѓаат и нови појаки играчи. Но тој и ја тој улегнем таму гледам. Ја ги знам тие ликови, например Чичо Среќко Георгиевски Цмко, напрекар, и Чичо Стојан Слога и играшва маратон. Не знам, да речемо, водеше се тој рачун с подписи, кој како, и онда, да речемо, резултат у такмице течев, да кажемо 7000 на 7600 на 7300, тој резултат. Тој, замисли, тој деценije. За жал, прекинагу такмицу Чичо Стојан Слога, напушти го овој свет, не можеше да биде присутен. Но Паневски, професор Паневски, Кафе Саревски, тоа беше тоа, Чичо Минаце, на мојega другара Јовета. Ма не може тоа, затвара дуќани правац, овој у шах клуб, тоа се знае, едни стари фигури, тој беше едно, како некоја магија, разбираш, како некоја магија да те фати, не те пушта. Тоа беше тоа. И сега биди, ја ти почна за програма, пред 2 години, ја заедно со велемајстор Јачимовиќ и мој ученик, Наш олимпијец. да, олимписка златна олимписка медаља. Ево да го покажемо. Заедно ви. Да, ми го направиме овој, сакајќи да заедно допринесемо, заедно со кумановски играчи, без ангажирање, не може некој да ти направи куќу. Треба да кажеш ти, треба да си тој, нели газда си, куќу. Така е. Мораш да работиш. Како могла Стојан Слога, прв клуб, да го регистрира в 33, а ми не можемо. Како тој не можемо? Нема не можемо. Нема не можемо. Изгубен критериум, хаварија на критериум. И ја беше муабет. Зашто деца треба да научат да игра шах? И зашто Куманово, еве зашто. Како може да помогнемо? Биди, како може да помогнемо? Може да помогнемо на X начини. Прво едукативно, друго може да помогнемо да помогнемо со тој што Јачимовиќ ќе биде, ќе води школата, а он е и тренер едновремено на Алкалоид, а шаховски клуб Алкалоид е европски шампион и најдобрите деца по категории би биле спонзорирани на шампионатите каде што би учествувале. Тоа беше. За тоа треба поддршка, првенствено од општината, од градоначалникот, од луѓето и од овој, кажи го, и собствен допринос на родителите. Јер, да ви кажем, ја сум шаховски тренер, педагог, да кажем, ја во 50 години моја шаховска кариера и тренер, како тренер, со 2 раце потпишувам дека нема ни едно дете што е корисник на опијати или дрога. Ни едно дете кој ќе се залюби во шаховската игра, тој е пленик на Божицата Кајза и тој не може да се откаже од њома. А да иде на друго место не може. Не може да биде осамен, затоа што увек му прави друштво, фигуре, варијанти, фигуре, свој свет, што викаше
покојни Павле биде легенда, првиот македонски мајстор и почесен доктор на Германија, творец на книгата Шах символ на космосот. Шах е символ на космосот. И направена е една елаборација, еден проект, во кој што е кажано зошто, еве зошто. Еве зошто. Гледаш ги овај слика, дали го покажате? Да, покажам овој слика. Значи, гледај. Значи, љубовта на Божицата Кајза е бесмртна. Секогаш и секаде не дозволува психолошко затварање и посегнување по дрога и разорни опијати. Сега, шахот е престикување на живот, изјава на Гари Каспаров. Значи, многу порано и другите ќе почествуваат сласта на победата, но и товарот горчин, што ти носи живот? Живот са ти шамари. У шах правиш, изгубиш, боли у бокс, ке те тепа с боксови, те тепа у памет, боли, не спиеш цел ноќ, јутрето не спиеш, не знаеш куде одиш. Тоа е шах. Значи, горчина, сласот победа. Само да те прашам. Са компоненти кои што ствараш, живот ги тражи. Аналитичност, брзина на размислување, селективност, донесување одлука. Па тоа се карактеристики у живот. Сви мои другари, колеги, овои што се бавиле со шах, еве, тие околу мене, се се или доктори, или инженери, или ценети во својата струка, без разлика дали се техничари или ово, све се реализирани људи. Најповеќе, јас сум се дружio во клубот у Шаховски клуб Градител, кој сум бија еден од основачи, са инженери. А видиш, у Шаховски клуб Градител, каде спомна, чии сам еден од основачи, са биле и кумановци, кога дојде на студија, биле членови Сашо Симов, доктор Сашо Симов, член на Градител, а каже ga Ваце Крстевски. Да, Крстевски. Ваце Крстевски, исто член на Градител, тако да беше тој гнездо. А може да го спомнем и инженер Зоран Илич, информатичар, шеф на информатичар у ФЗЦ. И прв Фиде мајстор. Прв шаховски мајстор на Куманово. Тој не може да ga прерипемо. Тој е репер за шах. А и другите, сега, оваа програма беше широка, ја мислеше дека, да, упрво градоначелникот, неговата секретарка потврди дека ќе, меѓутоа беше некако раскорок двајца, нема, не може да отидеме да му представиме на Максим Димитриевски. Ова е програма. Ова да му го представиме. Но, види, ова е офатено од урбана опрема, анализирано од урбана опрема. Зашто децата? Еве, например, ова. Што значи урбана опрема? Видите, нигде нема. Ако извадите шах у парк, одма се собере в 5-6 души. Има магична сила. Па треба, покажи оваа фотографија. Па тоа е магија. Сат и пол ико разговараме, мора да го финишираме овој наш разговор. Прави како. Може да правиме со вас још 3 сата емисију. А, не. И тоа е малку, да. Али, еве, скроз на крај, ти си роден Кумановец. Може ли, пошто си овако доста интересен човек, харизматичен, една твоја лична дефиниција за Кумановца? Дефиниција. Пчиња, што ти кажа? Пчиња. Кумановец какав е човек? Боем, шармер. Еве ти, пчиња. Топла, мека, сончева, убава, да пиеш од њума, али кад дојде, однесе. Куманов не трпи неправда. Не трпи терор. Увек ќе застане на страну на послабога. Куманов си образ. Преди се збор, даден збор. Кажано. Ти кад кажеш Куманов, значи Куманов, јас сум Куманов, па тоа нешто значи. Тоа значи, мораш да се понашаш. Сега малку имаме хаварија на критериум. Кумановци се луѓи кои се широки шали људи. и сака во кафану да отиде. Али пази, не дај Боже да бидеш противник. И во кафану да отиде. Не дај Боже, па
За гостопримство. Како вика Кумановци кафана е школа живота. Ма не, па сигурно универзитет е кафана. Не може без кафану, како без кафану не бе. Кафана е универзитет. Разни луѓе доаѓаат како цркву од разни сорти и туи се дешава свите работи се дешава у кафани. Нели? Куманово познато боемско, познато за трубачи, познато по мезолак, познато по скару, по веселје. Знае се Кумановци кад се појав, кад се игра Кумановци, па кај фати да крши, па и тој па са Кумановци. Па тој се све Кумановци. Фала ти што беше гост, еве ќе те чекам у другу прилику да направиме нову емисију и да поразговараме и за други теми од ваш успешен живот. И видимо се другу прилику. Фала и за поканата. Извини што не ти даде да збориш, него се надам дека... Гост треба да збори. Добро. Тоа е битно. Добро. Ја се надам дека ќе имаме прилика јоше да се сетемо на конкретни теми да разговараме. Опатимо 3-4 главни сегменти од живот на Куманово, шаховска компонента, но се надам дека ќе биде конкретни теми с конкретни луѓе и не само еден представник, него да има два-троица да разговараме, да речеме на округла маса да збориме за водоснабдување на Куманово, отпадни води, за чистење на реку, да збориме за шах у Куманово. И за све друго. И такој. Фала ви што ме повикасте, ми беше задоволство. Толку за денеска, поздрав од кафе Бар Јард и гледамо се у другу прилику.